Заменичке, вие сте од ДУИ или од СДСМ предложена во влада? Јас колку што памтам од ДУИ. Така? Пошто читате податоци за 2009 година, кога исто имало заменик министар за финансии од ДУИ. Добро. Веројатно репликата спремена во СДСМ за министерката ви ја дале вас и вие не сте ја проверили. Не се. Да, не се. Вака, кога зборуваме за приходната страна на буџетот, ова е буџетот, ова е целиот буџет. И буџетот представува план, да не се лажеме, така? Смислата на буџетот е планирање со буџетските пари. Не е планот во некој друг документ, тука е планот, во овие 400 страни. И сега, вие викате едно, ама јас ќе ви прочитам точно тоа што сум го кажал. Во периодот јануари-август 2019 година вкупните приходи реализирани се во износ од 130 милиарди денари, што представува 61,8% во однос на планираните за 2019. Сега, јас тука ви ги извадив бројките, дека во однос на она што сте го планирале, вие имате кусок од 166 милиони, односно на крај на година ќе имате кусок од 250 милиони од планираното за оваа година. А вие ми правите споредба и не кажувате на што правите споредба со оствареното лани кога планот бил понизок. Односно, со бројки сакате да ни изманипулирате. Тоа може да ви помине на друго место, но во собрание бидете повнимателни. Заради тоа што, кога ви правам јас споредба на планирано со реализирано за годинава, треба да ми одговарате на планирано со реализирано годинава, а не да ми одговарате на планирано годинава со реализирано лани. Тоа е како ја да ви правам споредба за потрошувачка на гориво на мотор од 50 кубици со автобус од 400 коенски сили. Тоа ми го направивте ви. Ама не го направивте ради мене, го направивте ради јавност. Заради тоа што фактот дека до крајот на август имате 155 милиони евра помалку остварено како приход од тоа што сте го планирале, господја заменик министар, е факт. Тоа вие го пишувате во буџетот. Ево го, тука пишуе. До толку се научивме да читаме буџет, така? Тоа е една работа. Втора работа, зборувате за капитални инвестиции. Видете, кога правите буџет, вие планирате за што ќе се троши следната година. И вие не можете на пола година тука да дојдете и да кажете, знаете, комплицирани се проектите, тие имаат малце суштински по-комплициран пристап и затоа се откажуваме од правење на проекти. Па зашто сте ги планирале така? Јас го планирав буџетот или вие? Зборам вие, Министерство за финансии, а вие сте таму континуирано втор човек. Јас го планирав буџетот за образование или вие? Кај ви е реализација на програмското ветување од програмата на владата дека ќе градите нови студентски домови? Зошто немате активности за тоа? Зошто не воведовте дел од капиталните трошоци што ги тргате од образование, да ги оставевте во образование и да кажевте почнуваме проект за студентски град, што го имаше како ветување владата? Или имате нешто предвидено, колку ви е реализацијата? Или ако реализирате таков проект, кажете ни каде е да отидеме да го видиме. Во Берово, на дискусија за финансиите на собранието. За здравството мислам дека не треба да се зборува. Воопшто, со црна вреќа вака да се покриеме сите, владата прво, пратениците второ, и да се срамиме. Нема објаснување. Вака било, така било. Секој од нас, за жал, имал ситуации во животот или ќе има, ќе се соочи со јавното здравство. Полошо никогаш не било. Никогаш не било полошо. Нити има реконструкција, бар предходно, како да кажам, имаше и предходно многу проблеми, реков јас и во говорот. Но бар се случуваа реконструкции на сите болници, бар се набавија апарати. Да, факт е дека дел од тие апарати не најдоа адекватна примена. Еве, јас го кажувам тоа, објективно. Но се потроши, така е. Но државата купи апарати во вредност од 100 милиони евра. 2/3 од тие апарати да се користат продуктивно се 70 милиони евра. Сега колку имате купено апарати? За колку пари? За 1000 евра, за 3000 евра. Има апарати во Велес во болницата нови во овие 3 години. Има апарати во Прилеп Стеван Анџија нови. Во Битола
Ке ти има? Докторке во Гостивар дали има нови апарати? Нема. Ајде ке идеме. Дали има нови апарати во Гостивар во болницата? Нема. И сега ќе ми објаснувате ради комплексноста на проектите. Нема комплексност на проектите. Господјо заменик министар, што сте планирале ако не знаете да го реализирате тоа? Кој ќе ја сноси одговорност? Сте планирале, не сте реализирале. И сега, видете, колеги, не прават трансфер од капитални расходи за други капитални расходи кај што може да има поголема реализација, туку намалуваат, ај слушнете ме точно. Владава наша од капитални расходи намалува, рековме, 53 милиони, за да даде во субвенции и трансфери 69 милиони. Од таму зима, ваму шо е планот? Јасен е план. Дајте поделете нешто плати, пари, по луѓе, по ова, по она, да се надеваме дека за пола година ќе гласаат за СДСМ луѓе. Тоа е. А тоа дека се заглавува државата, нема проблем. Дека не се градат болници, реконструираат болници, училишта, водоводи, канализации во Република Македонија, мало морген. Дека тоа ќе продуцира долгорочни последици за државата, мало морген. Ама дајте, ќе ги излажеме луѓето, ќе им дајаме по 2000-3000 денари плата повеќе, па ќе гласаат за СДСМ на изборите. Какво подценување е тоа? Какво подценување? На интелектуалец доктор му гиускратуваш сите услови за работа, на 3 месеци пред избори ќе му даеш 3000 денари плата повеќе и мислиш дека ќе го купиш? Какво подценување е тоа на собствените луѓе? Или на професор во основно образование кој што работи за 15.000 денари, кој што вложува труд да воспитува генерации, на 3 месеци пред избори ќе му даеш 2000 денари покачување на плата и ќе го купиш за тие пари? Ќе го купиш неговиот глас, неговата душа ќе ја купиш. Какво подценување е тоа? Замислете. И сега ние ја ризикуваме целата економска траекторија на државата, ги намалуваме капиталните расходи до драстично ниво невидено досега, ваква реализација во апсолутна и во процентуална смисла немало во државата во последните 15 години. Ама се надеваме дека ќе им ги купиме душите на гласачите со 2000 денари или со 3000 денари, за да гласаат за СДСМ или за ДУИ. Да не зборуваме за пензија. Тоа е целокупната стратегија на привршувам. Тоа е целокупната стратегија на владата на Република Македонија. Ја немам намера повеќе да влегувам во реплики, заради тоа што сум навреден од заменичката министерка, која што се обиде со бројки да манипулира. Јас праве споредба на планирано со реализирано, она правеше споредба на планирано, односно на реализирано годинава со планирано минатата година. Благодарам.